Власта предводена од СДСМ и ДУИ без срам секојдневно покажува дека за нив бизнисите се поважни од екологијата и здравата животна средина. Вчера, на Комисијата за европски прашања, која траеше до досните вечерни часови, СДСМ и ДУИ докажаа дека ако треба ќе седат и цела ноќ кога се во прашање нивните бизниси, односно поважни им се концесиите за експлоатација на природните богатства од мислењето на граѓаните. Како претеничка група, предложив амандмани со кои бараме давање на концесии и дозволи за испитувања се бара согласност и од луѓето кои живеат на подрачјето на кое се врши експлоатацијата. Сакаме да потенцираме дека амандманите предложени од ВМРО ДПМН се плод на соработката за стручната јавност, експертите, екологистите и невладините организации. Суштинските амандмани беа сите одбиени од страна на СДСМ и ДУИ. Сега стана јасно дека нивните заложби за подобра животна средина се само декларативни, додека во пракса им се битни само интересите, бизнисот и профитот. Исто така, ужаснати се и од самата помисла на јавна расправа, транспарентност, информирање и инклузивност на јавноста во процесот на издавање на концесии за експлоатација на минерални суровини. Како пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН, ќе продолжиме да ги бранеме и останатите амандмани и ќе се бориме да ги ставиме интересите на граѓаните пред нивните криминални интереси. Ви благодарам. Прашање? Ништо ново и ништо чудно од оваа власт предводена од СДСМ и ДУИ. Значи, во време на 4 кризи, енергетска, мигрантска, здравствена, топлинска, нив им дојде уште до промена на полот. Сметаме дека и самиот закон што го привлеко имаше навистина огромен број на забелешки. Бевме спремни и амандмански да реагираме и во јавноста на сите можни начини. Се разбира дека ќе реагираме и повторно доколку се донеси, но исто така дозволете и овој момент да го искористиме, да апелираме, да се соочи оваа власт со она што навистина се проблеми на граѓаните. Со стопанството кое што е потонато во проблеми, со една економска несигурност во секојдневието на граѓаните и на бизнисот, работи кои што ги засегаат навистина граѓаните, а не е промената на полот.